Почитувани, коалицијските партнери на СДС остануваат зад тиранската платформа и планираат да ги реализираат одредбите содржани во неа. Политичките субјекти кои во посредство и во присуство на албанскиот премиер Еди Рама ја подпишаа, тврдат дека не отстапуваат од неа. Од тука јавноста со право се прашува каква гаранција во име на парламентарното мнозинство подпиша Зоран Заев и дали воопшто беше подпишана во име на коалиционите партнери. Народот е со право загрижен дали гаранцијата која Зоран Заев ја подпиша е со цел да се замајуваат граѓаните, а на мала врата да се договара реализација на платформата со сите нејзини елементи, како целосна двојазичност на територија на државата, претворање на Македонија во бинационално наместо, мултикултурно општество, менување на символите на државата и прогласување на темелите на државата за геноцидни. Ова го потврди и самиот Оливер Спасовски, кој рече дека тиранската платформа се уште постои и дека секој има своји ставови, но сите заеднички мора да се договориме за Република Македонија. Тоа, почитувани мои, е само потврда дека СДС се уште разговара на оваа тема која директно задира врз унитарноста и карактерот на државата. Почитувани, ова е премногу сериозно да се релативизира. СДС дојде на власт на сила и со измами. СДС, да се подсетиме уште еднаш, не победи на изборите и не ја доби поддршката од граѓаните. Затоа мора будно да се следи секој нивни чекор. Кој еднаш излагал, ќе излаже повторно. ВМРО ДПМН нема да дозволи преку релативизирање, заобиколување на Уставот и законите, СДС да реализира планови на штета на државните и на националните интереси. Заев и екипата околу него веќе еднаш го измамија народот со наводниот план за живот, кој се претвори во план за разнебитување на државата и отворање на дебати за прашања кои задираат во националните и државните интереси. Доколку се обиде повторпат да го измами народот со непочитување на подпишаните гаранции, последиците можат да бидат неповратни. Ви благодарам.